Просветителството како духовна или како културна манифестација во духовната или во културната традиција на Македонија не може да се орами во еден определен временски период, туку таа е одраз на различните периоди од развојот на епохите на духовното и културното живење на просторот на Македонија. Проблемот на просветителството како културна изразена идентификација во Македонија треба да се наблюдува во широк историско развоен континуитет, како што, на пример, било словенското просветителство на светите Кирил и Методий или на светите Климент и Наум Охридски во Охридската книжевна школа, но и во цивилизацијското премостување меѓу мистицизмот на исихастите и схоластичкиот рационализам во 14-тиот и 15-тиот век, кои ги предвестиле процесите на новиот хуманизам и ренесансата. Просветителството како духовна или како културна или книжевна или естетска манифестација на чинот на реализирање на традицијата на просторот на Македонија може да се опредмети и како движење, и како учење, но и како концепт на културно творечко произнесување веќе од половината на 6-тиот до крајот на 18-тиот век со појавата на дамаскинарската книжевност и писменост, како и со афирмацијата на фолклорните творечки искуства. Во западната европска култура, просветителството се афирмирало во Холандија преку идејните погледи на Хуго Гроциус и на Бенедикт Спиноза, а веднаш своевидна манифестација доживеал и во Англија преку начелата на емпириската филозофија, деизмот и Њутоновата физика. По нагласена полемичност и радикализам во идејната насоченост, изразило француското просветителство, истакнувајќи ги атеистичките и материјалистичките скептички погледи врз дотогашната традиција. Сега, за разлика од европското просветителство, во Македонија тоа се движи малку по други насоки, бидејќи во Европа се одела чисто кон слобода на човековиот разум. Значи, европските луѓе веќе биле слободни, додека на Балканот и Македонија биле се уште под нечија власт, значи тие не само што не биле слободни, туку велиме не биле ни ослободени за да почнат да размислуваат, односно да се борат за сите оние права кои што веќе настапиле во Европа. Токму и тоа е целта на просветителството, значи слобода, единство, братство. Во источно православните културни средини, при што и во Македонија, станало актуелно така нареченото христијанско просветителство, што во историски контекст му претходело на просветителското движење и учење во западната културна традиција. Во овој предпреродбенски период се навестиле новите просветителски пројави, типични самите за себе во однос на заживеаните просветителски форми во западните европски културни средини. Така, во концептот на новите хуманистички појави, почнале да се истакнуваат вредностите на човечкото и сватливото, а суштината за формата на сознанието изградила подинамична духовна етика потпрена врз односот кон поединецот. На тој начин, и во источната духовна и културна традиција почнал да се афирмира здравиот човечки разум, сенсус коминис, што подоцна станало и гесло на Жан-Жак Русо. Секој човек се раѓа како слободен. Во македонската духовна и културна традиција, просветителството ги активирало дидактичките, морализаторските и донекаде критичките принципи. Значи, со овој процес започнува првенствено ослободување на човекот, на неговиот разум. Во Македонија таа, да речам, толку поделеност меѓу народот и црквата не била толку, јас барем не ја доживувам црквата како таква институција која што го на еден начин повторно, ајде символично го заробувала умот на човекот.
Тоа е со појавата на дамаскинарската книжнина, со што веќе се запоставува употребата на црковнословенскиот јазик во писмената традиција и почнува да навлегува народниот јазик во писменоста и во книжевноста. На тој начин проповедно-поучните или другите морализаторски поуки кои што се произнесувале во тоа време веќе се достапни и до пообичната културна јавност. Ке нагласиме дека таквата појава настанува од Дамаскин студит, кој што е роден во Солун и кој што почнува за прв пат во книжевните текстови да го воведува новогрчкиот јазик, за разлика од традицијата што дотогаш била практикувана кога се пишувало на византиско-грчки јазик. Кој што во студискиот манастир кај Цариград во 1558 година го создал зборникот Сокровиште. Во предговорот на овој зборник од слова со религиозна и морализаторска содржина, тој ги најавил основните просветителски идеи да се пишува разбирливо за поширок круг на читатели, зашто ако градината е заклучена и кладенецот е запечатен, тогаш која е користа од нив? Се предпоставува дека се до крајот на 19-тиот век тоа дело доживеало повеќе од 50 изданија. Ова популарно дело, напишано на новогрчки јазик, наскоро по неговото создавање меѓу 1558 и 1580 година, го доживеало првиот словенски превод и тоа во Македонија. Како што гледаме дека иако тие текстови се пишувале на новогрчки јазик, но тој чин на културен феномен се одвива на просторот на Македонија. Но веднаш после тоа, по неколку години, епископот Григори Пелагониски ги преведува овие дамаскинарски слова на црковнословенски јазик, во чија што основа проникнуваат западномакедонските јазични црти или поточно македонските говори од областа на Прилеп и Битола. Просветителските тенденции одразиле поблиски релации на врски и влијанија меѓу јужнословенските и западните културни проникнувања. Особено до посилен израз тие доаѓале во Словенија, Хрватска и Србија, а во нешто понеутрален однос биле во Бугарија и во Македонија. Кај словенците, просветителската платформа ја активирал Жигмунд Цоис. Кај хрватите, актуелната тенденција ја почнал Петар Витезовиќ, а кај србите, Доситеј Обрадовиќ го засновувал просветителството врз терзијанските и јозефинските реформи. Пробивот на просветителските идеи во Бугарија своевремено ја назначил и конфронтацијата околу македонското национално прашање. Се правело обид традицијата на средновековната бугарска држава да се наметнува над отсуството од историската меморија за македонската државност, па се активирале секакви видови на духовни и културно-творечки инструменти за ширење на бугарска национална свест. Меѓутоа имаме не само училишта каде што мораше да се учи она што е испечатено и напишано во книжеството Бугарија, па ги добива учебниците. Знаете, не е само да се има учебник, многу е опасно да се знае содржината на учебникот. Еве само еден пример. Во однос на јазикот беа давани норми кои што беа прилагодени на бугарскиот јазик. Во ниту еден момент не беа земени норми правоописни или граматички кои беа особеност на македонскиот јазик. За ваквата состојба известно влијание предизвикал Пајси Хилендарски, македонец од Пиринска Македонија, кој што ја најавил мисијата на македонското јаничарење за сметка на Бугарија. Сепак, во Македонија просветителството доживувало поактивна афирмација во однос на сличните процеси во Бугарија. Не станува збор за дела пишувани со оригинално творечко проседе, туку и натамо продолжиле да се препишуваат и да се преведуваат црковнословенските текстови, но пред се оние зборници кои што имале поучно пофални или пошироко морализаторски содржински концепти. Јосиф Брадати ја истакнувал просветителската дејност во текот на 18-тиот век,
преку духовната и книжевната активност, проповедајќи и пишувајќи на македонскиот разлошки говор. Над 130 разновидни состави во неговите досега сочувани 15-тина дамаскинарски зборници ги преведувал, компилирал или ги пишувал со израз на просветителски идеи, тие да се проповедаат и да се богослужбуваат на разбирлив народен јазик. Тој сметал дека ако се читаат на неразбирлив јазик, тогаш верниците влегувале во црквата гладни и гладни излегувале. Богатото просветителско искуство на Христофор Шефаровиќ се идентификува преку неговата дејност како зограф, писател, печатар и бакрорезец. Преку влијанијата од западните просветителски идеи што ги стекнувал престојувајќи во Виена, тој ја развил панславистичката визија врз основа на илирското движење, актуализирајќи ги слободарските стремежи за будење на национална свест и за градење чувство за национално ослободување. На тој просветителски план особен придонес дал со изготвувањето на епохалното дело Стематографија, објавена во Виена во 1741 година, истакнувајќи кое знаме и кој грб им припаѓаат на словенските народи и истите да се инспирација за нивното национално будење. Во хералдичкиот состав на лист 27 го поместил и грбот на Македонија, со што ги истакнува и посебностите на македонскиот културен и национален идентитет. Теодосиј Синаицки активно учествувал во афирмацијата на просветителските идеи, издигнувајќи го степенот на народното будење во Македонија. Своите заложби не ги остварувал со книжевниот творечки ангажман, туку како печатар и како критички коментатор на актуелните духовни, културни или книжевни појави со просветителски набој. Во неговата печатница во Солун се отпечатиле повеќе книги на македонски народен јазик. На илустративниот просветителски рефлекс во македонскиот преродбенски духовен и културен амбиент се црпи од предисловието на Теодосиј Синаицки кон отпечатената книга Утешение грешним на Кирил Печиновиќ во 1840 година. Продолжувајќи со Теодосиј Синаицки, кој што бил печатар, а го напишал најубавото похвално слово, да кажам, за народниот јазик, па и за самиот Кирил Печиновиќ во воведот на Утешение грешним книгата, кој што вели дека со внесувањето на народниот јазик на народот му се дава клjuč од челик, а не од злато и сребро кој што може да се вие. Еве клjuč што отворует серцето ваше. Не клjuč од злато, али од сребро, но клjuč од железо и чилик, што да не се вие. Оти среброто и златото ест меко и се вие скоро, но железото со чилик не се вие. Кога да ест отворот сиреч, од клjučот од злато или од сребро, тада не може ковчегот сиреч серцето мое да отвори. Што ми ест таков отвор? Нека ест од чилик и железо, тада отвори ковчегот, тада не ест од сребро и злато и да не може да отвори серцето на простиот човек. Културно-политичкото движење, просветителството, и на индивидуален и на колективен план се одвивало според класичната максима «Спознај се самиот себе», која Григор Прличев ја преобликувал за нашите потреби и услови во Господовиот збор «Чувај се себе си». Григор Прличев, кој што е автор на песната 1762 лето и која што се пее како народна песна, во својата автобиографија споменува дека песната прв пат била испеана кога го саделе новото лозие. Тој вели
Кога се пееше песната, солзи им потекоа на луѓето, не толку од стиховите, колку од страста со која што беше испеана. И таа песна, вели, ни помогна подоцна во борбата против грацизмот повеќе од секакво друго оружје. Во тие тешки години на робство, македонската народна песна го афирмирала македонското име како свое најголемо богатство. Прифаќајќи го и афирмирајќи го името Македонија, народниот пеач се идентификувал со него, изградил еден религиозен однос кон него, вградувајќи ги во него и своето минато и својата иднина. Со ова име хероите се идентификуваат, со него умираат. Јас умирам за слобода на Македонија. Во повеќе песни се пее за јунакот кој во предсмртниот час нагласува дека умира за Македонија. Јас сум македонец, македонец ќе умрам. Впечатливо и трогателно делуваат повеќето песни во кои загинувањето на јунакот е опеано како свршувачка или женитба за Македонија. Во песната "Црна се чума зададе", Гоце Делчев се жени за црна земја робинка, за жална Македонија, за црна земја поробена. Во друга песна се пее "Максима го оженивме за црна земја македонска" или "Неговата мајка црно завиена, свадба ќе прави, сина ќе жени за Македонија". Од кога беше укината Охридската архиепископија во 1767 година, тој простор го зазема грчката култура. Се уште била под османлиската власт. И со неканонското укинување на Охридската архиепископија во 1767 година од страна на Цариградската патриаршија и Високата порта, било отворено македонското прашање. Со конкретни политички активности започнала поделбата на Македонија, а со тоа се активирал и асимилаторскиот однос кон македонскиот национален и културен идентитет. Во таа историска насока одел во прилог и односот на Османлиската империја кон значењето на црквата, милетите да се определуваат според верската припадност. Во Османлиската држава Македонија не постојат одредени санџаци, многу подоцна со административната поделба вилајти. Но сите ја препознаваат, таа се спомнува во документите, меѓутоа да бидеме начисто, значи со терминологијата османлиска, значи зборуваме и за Македонија, но и Бугарија во тоа време не ја наоѓаме како Бугарија. И таа е вклопена како санџаци или одредени административни делови. Луѓето се образуваат на грчкиот јазик. Овие настани пластично се опеани и од страна на поетот Григор Прличев. Грчки Патрик ќе ни строши славна Охридска столица. Ќе прати владици грци, ќе ве дават, ќе ве стрижат, ќе молзат до крв. Меѓу народот ќе сеат несогласие и раздор, да се мрази син со татко и со брата брат. Токму и преку црквата се одвивала просветната дејност, која била клучна во развивањето на националната свест и сочувувањето на културниот и националниот идентитет. Всушност, културниот идентитет е сличен и има преклопување со политиката на идентитетите. По укинувањето на Охридската архиепископија, започнала грчката асимилаторска политика кон македонскиот народ. Бил воведен грчкиот јазик во богослужбите и во училиштата. За да го одбегне елинизирањето, македонскиот народ се свртил кон словенството. Македонските луѓе чувствуваат дека тие книги не ги разбираат, не може да комуницираат со книгите. Не им е од корист тоа што го работат. И почнува постепено да се бара книжнина на македонски народен јазик. И токму првите преродбенско-просветителски процеси ги започнал во име на словенството. Бил успорен развојот на националниот идентитет македонец за сметка на наднационалниот идентитет словен. Откако Грција, Србија и Бугарија се стекнале со автономност, тие ги пројавиле
територијалните претензии кон Македонија. Затоа, за извојување на својата независност, македонскиот народ ја започнал борбата за обнова на Охридската архиепископија, која го одбележува скоро целиот 19 век. Еснафите и граѓанско-трговскиот слој биле моторната сила во развојот на културата, стопанството и економијата во Македонија. Го помагале печатењето на книгите од црковен и световен карактер, пишувани на народен јазик, градењето и отворањето на училишта, ги обезбедувале учителските плати, книгите, нагледните средства, го помагале развојот на црковната просвета во манастирите, просветувањето на жените, одржувањето на црковно-просветни прослави, отворањето на педагошки училишта, гимназии и така натаму. Меѓу првите големи донатори бил Марко Тодоровиќ Везов, кој во 1792 година дал средства за печатење на прво учение или буквар за децата, кои учеле на црковнословенски јазик со граѓански наставленија. Со отворањето на народните, световнозаемните, на женските и неделните училишта бил забрзан развојот на граѓанската култура и на националната преродба. Тие биле најпогодни за популаризирање на просветителските идеи. Биле активирани 3 видови на училишта: прицрковно, енориско, манастирско, келино и мирјанско или граѓанско, кое веќе почнало да се институционализира. Прицрковните училишта биле организирани главно во градовите, а во помалку случаи и во поголемите села, додека мирјанските граѓански училишта по градовите, во кои се изучувала историјата, реториката, световната филозофија, како и од други порационални и природни научни сознанија. Иако сведоштва за постојање на фолклор на теренот на Македонија имаме многу одамна, уште од 7-от, 9-тиот век, 16-тиот век и така натаму, првите објавени македонски народни умотворби потекнуваат од почетокот на 19-тиот век. Не е без значење податокот што песната "Пиперката во Прибилци" се пеела 3 дена по Илинденското востание, како што забележал запишувачот на песната Панчо Михајлов. Не е без значење и фактот што песната за загинувањето на војводата Веле Марков од Никола Киров Мајски уште во 1902 година била популарна меѓу народот само неколку месеци по настанот и била пеана како народна песна. Не е без значење и додатокот што го наведува Арсени Јовков, дека по Илинденското востание, кога луѓето се враќале во изгорените села, играле ора врз пепелта на своите куќи. И не само што не го оплакуваа, туку на тие пеплишта во село Цер, Демирхисарско, жени виеа ора и ги пееа првите стихови на македонскиот револуционерен епос. Навистина, што можела да направи песната во тие тешки времиња? Можела ли барем малку да го олесни тешкиот живот? Секако, можела да ја крепи верата, да го храни оптимизмот и да ја одржува надежта за подобра иднина. Можела да го одржува и да го подигнува револуционерниот дух кај населението. Ѓорче Петров во своите спомени сведочи дека кога околу 40 души затвореници, начело со таткото и синот Гавазови од Прилеп, во Синџири биле испратени кон Битола, со бунтовнички песни марширале низ градот Прилеп и песните се преземале од народот со јавни псувачки против власта. Новиот музички продукт од просветителскиот период, градската песна и музиката, ги содржал автохтоните елементи на македонскиот фолклор и модификациите од западноевропската рано романтичарска мелодика. Со новиот граѓански живот се појавиле трубадурите. Собирањето и мелографирањето
на македонските црковни напеви, зачувани по устен пат, реформите на световната музика, меѓу кои е типично воведувањето на хорски колективи во црковниот ритуал, исполнување на така наречените духовни концерти, најчесто од руски композитори, биле формирани градски хорски колективи, за што најмногу се залагал Атанас Бадев. Биле формирани инструментални друштва. Наум Миладинов формирал училиште за изучување на музичката писменост. Прв започнал со мелографирање. Ја афирмирал виолината како музички инструмент во Охридско-Струшкиот регион. Како што е познато, уште во 1845 година, кога рускиот истражувач Виктор Иванович Григорович бил во Македонија, го посетил и Охрид, и Струга, го посетил Димитрија Миладинов на неговите часови, го посетил и во неговиот дом во Струга и од мајката на Димитрија запишал неколку песни. Притоа му укажал дека тоа што наставата ја држи на грчки јазик не е добро, дека учениците не го разбираат, туку треба на јазикот на кој се зборува во неговиот дом. По неговото одење во Босна, во Србија, по запознавањето со збирките на Вук Караджич и некои други собирачи, Димитрија Миладинов се враќа, прероден, како што вели Кузман Шапкарев, од Савле станал Павле, и од убеден гркоман станал убеден словенофил. Вели беше се возродило во него едно родолюбие што до фанатизам достигаше. Константин не успева да го објави зборникот во Русија. Колку за една споредба ќе ви кажам дека Љубен Каравелов, еден од водачите на бугарската преродба, успеа да издаде зборниче, многу мало и многу небитно, во царска Русија. Меѓутоа Константин, прво, не беше непознат човек, него го знае уште од Македонија руските конзули и дипломати, знаеја што работи, но во ниеден момент не му ја дадоа шансата тоа да го направи. Имаше најверојатно некој проблем што не му овозможуваше. И тоа издание, бидејќи било напишано со грчки букви, значи не на грчки јазик, туку со грчки букви на македонски јазик, народен, на дијалектите на кои што се пееле песните, Штросмајер побарал од Константин Миладинов само да го препише зборникот со кирилски букви, му рекол грците на вас толку штета ви има направено и не треба да пишувате со грчки букви, така Константин за неколку месечен престој во Ѓаково, во Загреб, го препишал зборникот и на 24 јуни првите примероци на зборникот на браќата Миладиновци ја напуштиле печатницата и им се испорачани на предплатниците. Затоа датумот 24 јуни се смета за ден за излегување од печат на зборникот на Миладиновци. Константин Миладинов во предговорот кон својот зборник истакнува дека народните песни се показалка на степенот на умственото развитие на народот и огледало на неговиот живот. Уште, пишувајќи за богатството од народни песни во Македонија, тој искажа и едно свое видување дека треба да се очекува оште многу други да се прикладат на овие песни. Во тоа време собирачите на македонски народни умотворби, особено македонците, сметаа дека запишувањето на народните умотворби е дејност од полза на целиот народ. Значи, зборникот бил навистина оставил една неизбришлива трага во меморијата на македонскиот народ, затоа што и подоцна бил пример кој го следеле другите собирачи. Кузман Шапкарев, да речеме, има запишано дека зборникот на Миладиновци заедно со зборниците на Караджич и на Кухач не му дава да спие. И затоа за Константин Миладинов, например, кога зборуваме, велиме тој е втемелувачот, основоположникот на модерната македонска, на современата македонска поезија, бидејќи тој го воведува народниот јазик, а со народниот јазик прави врвни уметнички дела. Во тоа време, фолклорот има важно место и во акциите на македонските друштва,
клубови и други асоцијации кои што се бореле за афирмација на македонското име. Така, фолклорот влегува и во учебниците, а весниците и списанијата објавуваат огласи за собирање и публикување народни умотворби. Во Шапкаревиот учебник Мајчин јазик буквар или првоначални уроци по најлесна метода наредени, објавен во Солун во 1874 година, среќаваме неколку народни песни, игри, како и повеќе пословици. Подоцна и во програмата на списанието Вардар на Крсте Петков Мисирков е набележано како приоритетна задача објавувањето споменици од устната народна книжевност на македонците, како и опис на наравите, обичаите, носиите и така натаму. Колку на македонскиот народ му значеле песната, приказната, орото, обичајот? Димитар Македонски во еден запис на обичајот Ешка во селата Емборе, Дебрец и Палиор во егејскиот дел на Македонија сведочи дека тој, иако возрасен, учествувал во изведбата на обичајот во неговото село. Да се игра Ешка не само што не е срамота, туку напротив, тоа е нешто за пофалба. Не играат само страшливците и големците. Дека фолклорот се користел и за меѓусебни пресметки во времињата на разгорени страсти, сведочи еден запис на Јордан Хаджи Константинов Джинот од 1859 година, а се однесува на коледарските обичаи и песни во Прилеп. Песната од Мариово што се пеела на Коледе завршувала со стиховите: Ха-ха-ха, Коледе, пири, пири и спири ги грците, што значело пири, чури, гори, изгори на оган грците. Во времето кога пишуваниот збор на мајчиниот јазик бил забрануван или третиран како обид за создавање на македонска литература, а тоа пак како сепаратизам, талентираните творци ја користеле формата на народната песна. Така настанале бројните мистификации. Во преданијата народот се одушевува од славата и херојските подвизи на Александар Македонски, притоа користејќи низа интернационални мотиви, фантастични елементи и анахронизми. Народот пеел и тагувал за својот последен крал, кралот Марко, кого го издигнал до јунак над јунаци. Не можејќи да се помири со робството на народот, му дал вечен живот, тврдејќи дека тој е жив и дека во најпотребниот момент ќе се врати, за да е со својот народ. Крсте Петков Мисирков сведочи дека слепите гуслари пееле песни за него, а во присуството на турците песните ги вртеле на духовни. Кога сме кај преданијата, треба да се истакне дека во споменот на македонскиот народ длабоко се врежале и македонските светители за кои создал многубројни преданија и легенди, за чудата што се случувале над нивните мошти, за заштитата од опасности, за исцелување болни и така натаму. Например, Свети Климент важи за заштитник на градот Охрид и секогаш кога се заканувала опасност, се јавувал неговиот дух и го спасувал градот. Свети Наум пак останал во споменот на народот како исцелител. Тој ги лекувал не само христијаните, туку и луѓето од другите вери кои што за помош му се обраќале искрено и со почит. Имаме сведоштва на некои линденци кои во своите спомени пишува за такви манифестации на пеење на револуционерни песни. Вика се создаде таква атмосфера што сите сакавме да пресретнеме некоја турска потера и да загинеме, да ја пресретнеме смртта и да ја победиме како што ни беше велел Гоце Делчев, така пишува тој сведок на тие настани, но имаме и едно друго сведоштво што сакам да го споменам. Петар Манџуков во своите спомени пишува дека кога Натанаил Кучевишки, неговиот војко, бил владика Пловдивски
и Петар Манџуков со една чета бил низ Македонија цела година и вели кога се вратив во Пловдив, кога ме виде Војко ми во така селска облека, ме праша каде бевте. Јас му кажав дека бевме во Неврокопско, Разложко, Зилјаховско, Драмско таму и тој праша, а таму пеат ли? Ја паметат ли автономна Македонија, ги паметат песните. Вели, јас му кажав дека пеат, дека на селото Старчишта слушнавме песна за војводата Стојан од Старчишта и вели, Војко ми замолче, ги подигна ведите и како за себе си рече, пеат, тоа е добро. Додека се пеат песните е добро. Ние македонците без песна не можеме, вели Јосиф Чешмеџиев во предговорот на својата збирка со народни песни. И ја сакаме, силно си ја сакаме родната песна, како наша, блиска, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, за нашево сегашно време и ја крие во себе си моралната и духовната моќ потребни за утрешниот ден. Свесен дека песната е одраз на духовните вредности на народот, Чешмеџиев заклучува дека ние македонците немаме пирамиди и свинги. Нашата родина не е украсена со палати и материјални споменици, но има нешто кое ниту вековите, ниту природните стихии, ниту демонската рака на насилниците не можеле да го разурнат. Тоа е духот, самобитниот дух, револуционерниот дух на македонецот излеан во единствениот споменик, народната песна, најбогатото и најценето наследство. Да ја чуваме и пееме нашата народна песна, вели Чешмеџиев. Зашто е сила и додека ја чуваме, ќе живее силниот дух на нејзиниот творец, народот. Очигледно е дека на планот на националниот развиток на македонскиот народ, народната песна имала важна улога. Тоа е песната за која Кочо Рацин вели дека на Македонија и е молитва, огледало на нејзината душа и нејзина воздишка.